Назад во студиото овој пат со колегата Чаловски. Владко Чаловски, добро утро. Да, добро утро до гледачите и слушателите секако на утренски брифинг. И Сакавме денеска во овој блок малку да дадеме информативен приказ во смисла на тоа кои граници се отвораат и од кога, но во контексти на изборите, изборна година секаде во светот, но пред да почнеме со овие теми, бидејќи следиш спорт, мора да те прашам, излезе информација дека во Црна Гора првенството ќе се игра пред публика, единствена пред публика. Да. Не знам, тоа е веројатно некоја нова информација. Па добро, Црна Гора уште пред самиот старт на кога почна оној локдаун из државите во Балканот и во Европа, Црна Гора продолжи со таа најава дека нема ниту еден заболен пред да ги затвори границите. Таа беше единствена земја на Балканот што се уште беше на некој начин активна, немаше полициски часови, немаше ништо, не ме изненадува тоа. Но како што ти напомена дека црногорците донеле некаква нова одлука, најновата одлука, односно најновите одлуки поврзани со избори или со граници, едната доаѓа од Хрватска, која што вчера веќе пресече и рече дека на 4 ќе гласа диаспората, на 5 јули ќе бидат парламентарните избори во Хрватска. Тие завршија со сите полемики, со сите дебати за тоа безбедно или не, или како и да е. Решија на 4, како што реков, диаспората, на 4 јули, а на 5 јули да бидат генерално изборите, со тоа што ќе бидат на 2 јуни прогласени од страна на Хрватското собрание. И друга таква нова одлука од вчера, ако не се лажам, или можеби си доцна синоќа, Германија и Франција се оние кои што прво ќе се договараат меѓу себе, па потоа во своите комисии, па потоа на национално ниво, али сето тоа бидејќи европска процедура ќе заврши многу брзо, ќе гласаат за тоа да се отворат границите внатре во Европската унија до 15 јуни. Такви се предвидувањата и за сите наши соседи и за Европската унија. Нашите власти вчера истакна дека се уште нема одлука што се однесува до отворање на границите, бидејќи се уште и треба да бидеме предпазливи, иако веќе го укинавме полицискиот час. Да, ова е усвари прв ден. Прв ден по 66 дена полициски час. На тој што издржал 66 дена во карантин, веројатно треба да му следи некаков орден. Многу граѓани, Чаловски, многу граѓани го издржаа тоа, настрана од оние кои не ги испочитуваа мерките. По твојата насмевка изгледа ќе мора да ти искритикувам зошто не си ги почитувал мерките. Сега да не се осврниме на тоа, ама кратко само морам да соопштам, бидејќи ме предизвика, во тие 66 дена јас секогаш велам, ако јас пред себе не се чувам, тогаш не може ниту владата, ниту здравствен работник, нити никој. Ако јас на пикник одам со шишенце туба за раце миење со маска, тогаш сум ги почитувал, Кристина, само не сум седел во 4 зида дома, стално во тие 66 дена. На голем број граѓани навистина им недостигаше олабавување на мерките и можноста да излезат во природа. Освен овие најави, кои сепак не знаеме дали ќе се случат, бидејќи оставаме простор, секако и властите оставаат простор да видат што ќе се случи, дали ќе има втор бран рано во смисла на во овие летни месеци, јуни и јули, потоплите месеци за кога се очекува и да стивне малку пандемијата, но генерално на европско тло датумот за отворање граници кој се реферува е дефинитивно 15 јуни. За нив можеби за Европската унија на начинот на кој што организирана, се извинувам, и начинот на кој што е поврзана како еден крвоток, во кој што нема граници, веројатно таквата логистика е и многу полесна. Македонија веќе протекува некои информации вчера попладне, не видов дали го има извештајот на Комисијата за заразни болести некаде објавено на нашите медиуми, меѓутоа се бара од 1 јуни да се отворат границите. Така е, растат и барањата и од
туристичкиот сектор. Нашите соседи кои излегуваат на море најавија дека морето со посебни рестрикции ќе сепак ќе биде достапно ова лето. И на Хрватска, и на Грција, и на Бугарија, и на Црнагора сигурно им треба отворањето на границите и особено туристите кои што се преплетуваат од Македонија во Грција, од Грција во Црнагора и слично. Ако зборуваме за изборите, тоа е веќе друго прашање. Епа, да зборуваме за изборите. Јуни и јули, како што повеќето држави се трудат да го направат тоа, по една брза организација, јуни и јули се датумите кои што очигледно се бараат или пак се потврдуваат, освен известноста во Косово со она што треба Уставниот суд да го прогласи таму, дали ќе има, што ќе има, кој ќе составува влада. Србија веќе ги закажа изборите на 21 јуни. И експресно укина, како да немало корона, и укина сите мерки. Да, оно што е интересно таму во Србија за изборите кои што требаше да бидат на 26 април, пак и презакажаа за 21 јуни, владе некоја слична политичка атмосфера како во Македонија, некој таков амбиент, меѓутоа сите дебати се насочени токму кон тоа дали онаа здружена опозиција на Джилас, на Обрадовиќ, на Чедомир Јовановиќ и уште кои беа таму други од опозицијата, дали здружено ќе му се спротистават на Александар Вучиќ, што отвора дилема дека можеби таа опозиција ќе ви бойкотира изборите на 21 јуни, нешто слично како прашање што се отвори и што го имаме овде во Македонија. Ќе ги бойкотирали опозицијата изборите доколку се случат така како што владеачката партија предвидува, тоа е со завршувањето на вонредната состојба 21 ден потоа да се случат изборите 22 јуни, 21. Така, со тоа што малку се позатегнати односите внатрешно во Србија, отколку кај нас, кај ни веќе видовме не само протести, туку и штрајкови со глас, па и веќе дефинитивен бојкот од страна на одредени партии. Она што можеме да го видиме се каде во кои се држави треба да се одржат или веќе се одржаа, можеби го фатија првиот бран една-две држави скрос на почетокот на оваа година, меѓутоа ова е изборна година, па речиси на сите континенти. Европа е речиси цела преплавена со избори, американските избори секако се во фокусот на глобалните медиуми, еве како што можевме да забележиме и Африка и Австралија исто така. Изгледа дека изборна година, поточно пандемија не фати во светска изборна година. Да. Изборите се предизвик, речиси насекаде во светот, како ќе се оди, под какви мерки, сепак останува и стравот да се излезе на гласање. Ние може овде да ги дадеме два примери за тоа како треба и како не треба да се случат избори во време на пандемија. Бурунди, например, ги одржа изборите на 20 мај. Властите во Бурунди уште на самиот старт се однесуваа на начин како да не постои пандемијата. Има 20 многу малку заболени за време на таа пандемија, меѓутоа кога е во прашање кампањата што се случуваше во Бурунди од она што можев да го видам, да го анализирам на светските медиуми, е тоа дека ниту еден дел од таа кампања не се осврнува дека во светот постои некаква пандемија. Бурунди ги одржа изборите, оние кои што беа наблюдувачи од странските мисии, како бидејќи властите од Бурунди се откажаа од наблюдувањето на Обединетите нации. Замислете тоа. Таму немаше никаква демократија, иако под наводници постои бидејќи имаше повеќе. Ова го кажуваш како лош пример. Како лош пример, имаше повеќе кандидати, меѓутоа ги направија изборите во кои што според сведочењата на новинарите на Deutsche Welle, на Al Jazeera пишуваше некои други пишуваше дека не се забележувало воопшто дистанца од метро и пол. Меѓутоа бројот потоа барав да видам на заболени во Бурунди како е, веројатно поради некоја манипулација со бројките и не изгледа на некаков хаос после тие избори. А позитивниот пример е Јужна Кореја.
Јужна Кореја на 15 април ги направи изборите. Јужна Кореја направи такви безпрекорни избори да во целото нејзино постоење ова беа најизлезните избори до сега во време на пандемија. На 15 април, според оно што е опишано како се правели изборите таму, на луѓето им се мерело температура. Секој од нив имал маска, секој од нив имал посебни ракавици, од гласачите зборам, и доколку некој покаже само 37,5 повеќе нели температура од 37, него оставаат да не гласа, него го ставаат во друг дел кој што е лично за него, за да може да го оствари своето право на глас. А без при тоа да зарази било без кој. при тоа да зарази било кој. 66% од државата, од гласачите излегле на гласањата, и важно е да се напомене дека Јужна Кореја го продолжи оној дух кој што дури во Корејската војна во 50-тите години, кога војната била во самиот залет, тие не ги одложиле изборите. Чаловски, пред да се одјавиме уште една информација поврзана со изборите, веќе неколку години наназад се работи за систем на електронско гласање чиј пилот се уште е неуспешен, а она што е интересно е дека лани 2019-та на хакерскиот саем токму овој систем им беше даден како задача на хакерите, токму за да се утврди неговата ефикасност, но според насловите на оно што го прочитав, прелесно им било на хакерите, така што електронското гласање останува за во иднина, а сепак ќе мора да излеземе на гласање физички и во овие услови на пандемија, секако со посебни заштитни мерки, дистанца, маски, средства за дезинфекција. Само да се надополнам, кога е Јужна Кореја во прашање, значи заборавив еден податок, во тие избори организирани имало армија на логистика, односно преку 550.000 луѓе биле ангажирани за да се изведат тие избори. Ние може да даеме примери, може да кажеме каде, што, како ќе се случува, кој што решава, меѓутоа кај нас иако е се уште неизвестно, ќе почекаме или на тој датум кој што треба да го договорат лидерите на политички партии или она уредба од владата. 5 јули. Или она уредба од владата која што важи после вонредната состојба, иако се уште чекаме. Како и да е, системот мора да биде прилагоден на националните услови. Ама услови. ќе ги имаме тука соговорниците секако. Така, Чаловски, благодарам за овој информативен блог.